Денес во Македонија се одбележува 112 години од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. По тој повод делегација од локалната самоуправа на општина Свети Николе, представници на локалните институции и здруженија на граѓани положија свежо цвеќе пред спомен бистата во основното општинско училиште Гоце Делчев. На самиот почеток учениците со цитати за Гоце Делчев му дадоа почит на големиот револуционер. Посебно ни е драго што нашето училиште го носи името на великанот на македонското револуционерно дело. Борец за правдата и слободата на македонскиот народ. Стожер на македонската револуционерна организација. Гоце Делчев. Гоце Делчев е македонски револуционер и народен херој. Тој се сметал за апостол, идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Загинал во предвечерието на Илинденското востание на 4 мај 1903 година во село Баница Серско во борби со османлиската војска која го опколила селото. Село Немањици е место од кое потекнуваат многу револуционери и комити, место каде многу од нив одморот при бежиштето го наоѓале токму во ова село. Во чест на оние кои се бореле за слободата на народот и за слободна Македонија, денес градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев пред ново поставената спомен плоча во чест на војводата Гиго Давчев, потомок од село Немањици, кој својот живот го даде за македонскиот народ и слободна Македонија, одржа пригоден говор. Почитувани браќи и сестри, наистина е тешко да се зборува од едно вакво место за еден ваков настан. Денеска е 4 мај 2015 година. 4 мај 1903 година македонскиот народ вечно ќе го памти, кога загина еден од најголемите синови за самобитна и независна Македонија, нашиот револуционер Гоце Делчев. И тоа, денеска се наоѓаме на едно место во кое што бил Делчев. Денес се наоѓаме на едно место каде што војводите и комитите кои што потекнуваа од овде, през споменикот кој што ја отвориме на вечниот непокор, се дружија со Гоце. Се дружија и со Александров. Се дружија и ковеа планови како да ја видат слободна и независна Република Македонија. Гордо е да се стои денес овде пред вас и да се зборува каде што ќе биде споменикот на вечниот непокор во царството, или јас умеам да кажам и сакам да кажам во срцето на тврдокорните. Веднаш потоа во селската црква се одржа панахида во чест на оние кои го дадоа животот за слободна Македонија.